Идејата се роди во еден така неформален разговор со директорот на Македонската опера и балет. Ја зборнавме како, да кажам, проект идеја, ја видовме сликата целосна однапред и се сложивме да направиме еден таков исчекор каде две институции за прв пат ќе се спојат на една сцена, ќе се симфонизираат сите оние битни и не можам да кажам најбитни, бидејќи има премногу кореографии и нуди можност за понатаму, изведби на двете институции со цел да го промовираме македонското авторство пред се и македонскиот продукт, бидејќи сето ова што е на сцената што се изведува во овој момент е од наше потекло, од овдека буквално. Го реализиравме на 27 септември и испадна како една прекрасна приказна, која што луѓето кои што беа присутни на самиот концерт сакаа повторно да дојдат истите, а камоли другите. И се решивме на овој чекор да го повториме концертот. Ние секоја година имаме традиционално новогодишен концерт, но ете репертоарски да биде оваа фолклорно-класична симбиоза со која што во иднина да сме живи и здрави, планираме и да ги освоиме малце државите кои што ни се во соседството заеднички со Македонската опера и балет. На сцената се присутни буквално сите уметници на танец, од хорот, оркестарот и игрорниот кор, како и хорот и оркестарот на операта и балетот. Различни се доживувањата на нашата публика и публиката која што не гледа надвор од границите. Овдека сме навикнати и очекуваме фантастичен перформанс, нешто што веќе еве 75 години до година јубилејна се случува на оваа сцена, а надвор е тоа нешто ново, а за тие што е ново, е па и уште повозбудливо. Ако ние се радуваме на овие изведби овдека, после толку години можете да замислите како го доживуваат странците. Ќе ја запамтиме оваа година по овој проект фолклорно-класична симбиоза, по проектот одбележување на 100 годишнината од раѓањето на Васка Илиева, нашата доаѓенка. До крајот на годината ќе имаме уште едно патување во соседна Бугарија, на покана од градоначалникот на Гоце Делчев, со 2 концерти. Ќе биде па уште по набиена агенда, бидејќи е 75 години од постоењето нормално, со сите планови и идеи за меѓународно представување, но да не ги заборавиме и нашите.